Поштовани присутни, добар ден на сите. Се наоѓаме пред месен штаб Хајдучка чешма. Денеска, како што сите вие знаете, ова е во интерес на кампањата која веќе започнува од вчерашниот ден. По тој повод ние сме овдека, а кај нас во посета на месниот штаб и на одделни улици кои сметаме дека треба да бидат посетени, да се видиме со граѓаните. Нам ни е гостин градоначалникот на општина Куманово и воедно нашиот кандидат за наредните избори кои треба се одржат на 24 март, господинот Зоран Дамјановски. По тој повод тука исто и шефот на општинскиот изборен штаб, господинот Оливер Спасовски, и председателот на општинската организација господја Снежана Захариева и друга општинска структура. По тој повод тие се тука дојдени и му давам збор на градоначалникот Зоран Дамјановски. Еве, почитувани присутни, добар ден. Значи, вчера сме во кампања, отпочнаме посета, дневна посета на нашите штабови. Значи, првим агендата е посета на штабови кои ги држат овие региони, овие делови на град, по избирачки места се формирани, и тоа е целта прво нашето членство да биде запознаено со нашата активност, а тука почнуваме од куќа на куќа во секое семејство со нашата програма во нареден период да ги објавиме нашите идеи, визии за Куманово наредниот 4-годишен период. Програмата ќе биде објавена на промоција, значи во петок на промоција, и тогаш сите тие работи кои ги до сега зборуваме со граѓаните. Ние сме во кампања повеќе од 4-5 месеци, знаете, имаме од првим работно лето каде се промовира кандидатите, потоа настана политичката криза од 24 декември, тогаш имаме протестни, граѓански парламенти, отпор, маршеви и така натаму. Меѓутоа, после политичкиот договор Република Македонија, ние овој краток период ќе го искористиме за оноа што беше сработено во работното лето, и онаа фаза отвори врата за едината. Врз основа на сите тие сондажи направени во изминатиот период, нашата програма ги офати сите актуелни комунални, социјални и други проблеми на населението во град Куманово. Така да на секоја посебна изборна единица, односно посебен месен штаб, ќе имаме определени програми кои се опфатени со желбите на граѓаните. Тоа ќе го направиме во наредните 10 дена после објавување на програмата. Тоа ни е период каде ќе ја промовираме и програмата, и нашите визии, и нашите можности за наредниот 4-годишен период. Денеска тука со активистите целта е да се потикне, односно се објасни до сегашната состојба политичка, и самите ја знаат, ја препознаат, ја видоа целата политичка состојба анализирана во изминатите 2 месеца, и одлуката од петок каде дефинитивно сме во изборен процес. Се надевам дека граѓаните на овој дел од град Хајдучка чешма, каде во изминатиот период локалната самоуправа посвети особено големо внимание во решавање на инфраструктурни проблеми, изработка на канализациони системи, изработка на 2 улици, и ова главната улица беше заботена во првиот мандат, така да на некој начин од една населба која имаше огромен број на комунални проблеми, сега е населба која полека но сигурно се вклопува во урбаниот систем на живење на град Куманово, и тоа е наша задача натаму да продолжиме да ги завршиме на 4-годишен период сите отворени комунални проблеми. Што се однесува до економската состојба, социјалната состојба и другите сегменти од образованието, спортот и културата ќе бидат објавени во програмата. Во економскиот дел сугерираме и препорачуваме во наредниот наша програма отварање на економска зона во близина 2-3 километри во потегот према Речица, каде ќе имаме отварање на нова економска зона со 60 индустријски стопански капацитети и можност за вработување 2500 луѓе. Локалната самоуправа ќе влезе комплетно во насока на решавање на инфраструктурни проблеми на самата индустријска економска зона, и на тој начин ќе го поспеши брзиот раст на економијата во овој дел на градот. Ово е многу витална точка за град Куманово, многу значено место
и за нас од политиката, и затоа особено големо внимание посветуваме на овој дел на градот и нашата главна задача ќе биде и поента во наредниот циклус овој дел на градот заедно со Рајкова куќина, со Бакарпуш, Игор Тичко, Тромеѓа и Перо Чичо, каде голем процент од луѓето се со некои комунални проблеми и економскиот дел каде невработеноста е доминантна категорија. Нашата заложба е економско развиено, просперитетно и урбано комано. Тоа така ќе продолжиме, така го градиме 8 години, барам да уверам граѓаните за еден мандат, бидејќи мислам дека тоа го ни добро перцепираат и состојбите на терен се такви. Благодарам.